Ова утро да си кажеме за последните судски пресуди што предизвикаа бурни реакции во јавноста. Гости во студиото се Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници и Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Господа, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телно. Благодарам на поканата. Еден од последните судски предметни, односно една од последните судски пресуди кои предизвикаа бурни реакции во јавноста е она од завчера, во врска со случајот на момчето кое ја прегази девојката кај Сити Мол и кое доби 3-годишна казна затвор. Реакциите во јавноста беа бурни. Навистина, каков е вашиот коментар во однос на оваа пресуда? Аврамовски, повелете вие од коалиција Сите за правично судење. Да, ви благодарам и на поканата. Што се однесува до оваа пресуда, она што е интересно кај истата, побуди интерес во јавноста, меѓутоа она што за нас беше доста интересно е што во таа пресуда е дадена казна која што е под законскиот минимум кој што е предвидена од најмалку 4 години затвор. Меѓутоа исто така таа казна е и над востановената судска пракса за утврдување на казни за такви кривични дела кои вообичаено се под 1 година затвор, па дури среќаваме и условни осуди. Зошто е тоа така? Имате ли некоја подлабока анализа, време да ги впечатоците да ги сумирате и да изготвите некаква анализа, заклучок? Како и со повеќето прашања поврзани со судството, најчесто станува збор за повеќе фактори кои го условуваат тоа. Од една страна тука е праксата на обвинителите и судиите во поглед на квалификацијата на ваквите кривични дела, кои што многу често ги квалификуваат како кривични дела од небрежност, поради тоа што гледаат дали умислата или намерата да се причини последицата е во однос на смртта или телесните повреди кои што се настанати, а не во однос на тоа дали станува збор за намера да се прекршат сообраќајните правила со постапувањето. Со конкретен пример, тоа би било доколку некој пристигнува на полна линија, тоа би значило дека тој има намера да ги прекрши сообраќајните правила и да пристигне таму каде што не треба, па доколку настане последица како тешка телесна повреда или смрт, станува збор за дело сторено со умисла. Не станува збор за телесна повреда или убиство со умисла, меѓутоа станува збор за загрозување на безбедноста на сообраќајот со умисла. Доколку е пристигнувањето на испрекината линија каде што е дозволено, меѓутоа возачот не процени соодветно дали има простор да го реализира пристигнувањето, па настане сообраќајна незгода, тогаш веќе може да станува збор за небрежност. Добро, но во овој конкретниот случај станува збор за незастанување на пешачки премин, односно со возење над дозволената пропишана брзина на место, на улица на која е поставен пешачки премин. Така е, и конкретното кривично дело е третирано како кривично дело со умисла, меѓутоа судот тука утврди дека постојат особено олеснителни околности кои согласно кои може да се изрече казна под законскиот минимум, односно казна под 4 години затвор. Ако може, причините за таа акумулирано незадоволство во јавноста кое што произлезе во однос на пресудата за која што зборуваме моментот се последица на таа акумулирана недоверба во казнената политика на судовите во контекст на делата кои што се случуваат во областа на сообраќајот. Значи, ние сме сведоци дека во последните 10 години се случува голем број дела со смртни последици во кои што за жал постои пракса да санкциите, казните кои што се изрекуваат на сторителите се секогаш под законскиот минимум. Често пати се и условни, односно не се затворски. Сведоци бевме претходно на она со Зоран Милевски Киче. Кривичниот законник предвидува можност за обложување, меѓутоа бара особено исклучителни околности. Значи тоа да не биде некаква пракса, туку да се сметаат околностите под кои што се случил конкретниот случај, однесувањето на сторителот пред и после. Оно што е особено важно во овој случај да се потенцира е целите на казнувањето не е само да се казни сторителот на начин на кој што дали ќе биде упатен на издржување на казна затвор. Целите на казнувањето се да се спречи истиот сторител во иднина да сторува кривични дела, меѓутоа и да се влијае на јавноста, на другите учесници во сообраќајот, тоа е така наречена генерална превенција и тие да бидат свесни дека доколку сторат дело од областа на сообраќајот, дека ќе бидат соочени со сериозна казна. Така да комбинацијата од она акумулирана пракса на давање на санкции подзаконскиот
минимум и пораката која што се испраќа со таа казна е на некој начин причина поради која што јавноста и tekako бурно реагира во однос на ваквите одлуки. Дали со ваквите пресуди не испраќаме како општество порака дека секој утре може да зголеми брзина ако брза на вистина некаде и да направи прекршок и дека за тоа ќе биде или условно гонет или минимално санкциониран? Дали не испраќаме доволно силна порака дека ова не смее да се толерира? За жал да. За жал да, казнената политика и самиот кривичен законник дава широк распон на санкција. И тука е на судската власт, внимателно оценејќи ги сите и отежнувачки и улеснувачки околности, при тоа како една од околностите кои што се цени и зачестеноста на одредено дело во општеството и соодветно тоа да се даде правилен кривично правен одговор. За жал во контекст на сообраќајните кривичните дела против јавниот сообраќај, покрај тоа што казнената политика според нас е блага, дополнително во јавноста постои впечаток и дека е недопирлива за одредени лица. Значи, кога имате комбинација на кривична правда која што не ги стига сите и кривична правда која што тие што ги стигнала е премногу блага, во старт се упатува порака дека во однос на овој контекст, во однос на овие кривични дела, општеството дозволува одредена толеранција во однос на нив, што за нас е наистина погубно. Аврамовски, добивме ли правда со оваа пресуда? И со овие низа пресуди за сообрикајни дела со смртни последици во кои лицата беа условно осудени? Задоволена ли е правдата? Тука е многу тешко да се даде некаква оцена, затоа што од една страна имате кривични дела каде што е дадена многу ниска казна за ваквото кривично дело фактички. И може да се каже дека секако од аспект на жртвата и од аспект на реституција и ретрибуција дека не е задоволена правдата, меѓутоа од друга страна пак имаме случаи каде што заради јавниот притисок па судот за да демонстрира дека казнува строго, утврдува и многу повисоки казни од воспоставената пракса на казнување, па имаме обратната ситуација каде што некој е обесправен поради тоа што неоправдано добил многу повисока казна отколку останатите учесници во постапките, останатите осудени лица кои сториле вакво кривично дело. Така што она што Гоце го кажа, кога има толку голем широк распон помеѓу казните, а немаме соодветни образложенија од страна на судот зошто е дадена токму таква казна, остава впечаток на недоверба и практично остава незадоволство и кај осудените лица и кај жртвите на ваквите кривични дела. Вие како коалиција и ние како јавност сме сведоци на бројни предмети во изминатиот период, од рекет, еден од поголемите, до овие сообраќајните пресуди за сообраќајни прекршоци со смртни последици, во кои јавноста беше скандализирана на некој начин. Дали вие како коалиција која будно ги следи сите судски постапки, забележавте некакви пропусти во однос на постапката? Пропусти во однос на постапката постојат во повеќе случаи, што е делумно условено со законските решенија, делумно условено со материјално-техничките услови со кои што располага судот, меѓутоа исто така и со практиката на постапување на судовите, така што можат да се забележат некои пропусти. Она што е битно да се напомене дека не сите овие пропусти во постапката можат да се толкуваат дека неминовно влијаат на севкупната правичност на постапката. Така што не знам, е прилично тешко да се даде некоја оцена затоа што постапувањата на судот се прилично нестандардизирани. Има разлика од тоа дали станува збор за предмет кој е високо профилиран и следен со интерес на јавноста и овие останатите предмети кои што се одвиваат практично во позадина. Меѓутоа имате и разлика на постапувањето од суд во зависност од големината на судот, апелационото подрече, па дури во еден идентичен суд различни судии различно би протолкувале некоја законска одредба. Веројатно на ова се должи последното истражување обелоденето во март година од страна на американската амбасадорка во земја Брнс, која кажа јавно на една конференција дека довербата во судството од страна на граѓаните е на исклучително ниски 8%, односно само 8% од граѓаните веруваат во судиите, и дали е тоа дел од оној корпус на случувања во земјава што навистина ги деградираат и ги оставаат сите институции без доверба. Ке спомнам само
дел од последниве, например, живееме во земја во која се работи на црно, еве, дискотеки слушаме дека работат без лиценци, автопревозници превезуваат патници на диво. И дури кога ќе се случи некоја голема трагедија, надлежните не реагираат или реагираат млитаво, бавно, недоречено. Вака, кога станува збор за недовербата во судството, има несогласувања помеѓу сите страни во однос на тоа колку е висока довербата, колку е висока недовербата, меѓутоа факт е дека факт е дека сите истражувања до сега укажуваат дека недовербата на граѓаните во судството се зголемува од година во година. Има повеќе причини за тоа. Едно е недостигот на јавност во повеќето постапки во судењата, па така впечатоците на јавноста се формираат врз основа на ваквите медиумски експонирани случаи кои често можат да бидат и проблематични од некој аспект. Од друга страна, наративите кои што се движат во јавноста, особено од страна на политичките партии, дека судството е корумпирано, дека постојано имаме некакви реформи за да го средиме судството, меѓутоа постојано тие се неуспешни и се повторува дека судството е корумпирано и тоа остава впечаток кај граѓаните дека е навистина така кога сите политички чинители го кажуваат тоа. Од друга страна, судството не е активно вклучено во некаква интеракција и комуникација со јавноста за да остави поинаков впечаток од тој кој што го имаме. И конечно мора да се напомене дека буџетот на судството е помеѓу најмалите во Европа, дали по глава на жител или по бруто домашен процент од бруто домашниот производ. Само земјите во Кавказот имаат понизок судски буџет отколку Македонија, Грузија, Ерменија и Азербејџан. Ќе зборуваме во продолжение за реформите во судството и за ниската доверба, само што малку за неколку конкретни случаи. Имате ли како коалиција што ги следи судските процеси увид со знание до каде се, например, судските процеси против Durmotours за автобуската несреќа во која загина 14 луѓе или нешто повеќе и за автобуската несреќа на Бесатранс во Бугарија? Така, како што знам, постапката за несреќата кај ласкарци се одвива, е во фаза на изведување на докази. Мислам дека сега треба да започне и давање на завршни зборови, односно постапката е при крај. Додека за другава постапка немаме. Зошто толку долго трае ласкарци? Ако можете да се забележува некаков тренд дека кога станува збор за медиумски експонирани случаи, судењата најчесто траат подолго од вообичаеното. Доколку видите, според статистиките, судовите кај нас предметите што ги примаат во една година ги решаваат во истата таа година. Немаат заостаток на примени со решени предмети. Меѓутоа, овие што се медиумски експонираните случаи, доколку не завршат со признание на вина, не е невообичаено да траат подолго. Сега тука делумно тоа се должи и на тоа што судот е многу попредпазлив во постапувањето и не сака да направи некои процедурални грешки или да направи некакви ограничувања на правата на одбраната, бидејќи е под будното око на јавноста и таквите постапувања за кои што за жал судовите немаат доволно искуство кај нас, вообичаено доведуваат до пролонгирање на постапките. Да, еве Аврамски рече политичките партии на такви обвинувања реално создаваат перцепција кај граѓаните дека судството е навистина корумпирано, бидејќи кога се во опозиција постојано тоа се зборува, а кога ќе ја преземат власта не прават нешто за да ја сменат таквата перцепција. И во таа смисла вие како Сдружение на млади правници сте вклучени во онаа think tank организација, односно Blueprint платформа што ги следи реформите во судството и тие реформи, еве мојот впечаток е дека низ целата моја професионална кариера зборуваме за реформи во судство, а од година во година довербата во судството е се помалу и помалу. Зошто овој апсурд? Значи, по 30 години независност, довербата е на најниски гранки, а ние сме постојано во фаза на реформа. Така. Најправен во однос на довербата, постои сеопфат на недоверба во институциите на системот, во кој што судството е најчесто во фокус на јавноста, затоа што тоа е таа финална инстанца каде што се одлучува во конкретни случаи за слободата, за имотот на граѓаните. Инаку недовербата постои во работата на министерствата, во
работите на инспекторатите и многу од овие случаи кои што сега дојдоа се случаи и завршија пред судовите, можеме да претпоставиме дека доколку оние служби на надзор, например Министерството за транспорт и врски, разните инспекторати функционирале, можеби немало воопште да дојдат до оние последици поради кои што сега имаме судски постапки. Така да не можеме да ги одвоиме судството од останатите институции на системот. Во однос на реформите во правосудството, факт е дека се спроведуваат реформи. Факт е дека се фокусот на реформите, барем во овој претходен период, беше прецен на донесување на нови законски решенија. Меѓутоа, 1 до 2 вакви случаи кои што ќе бидат или несоодветно постапени или ќе бидат лошо искомуницирани со јавноста се доволни за довербата во правосудството да се намали, да се надоврзам во однос на комуникацијата која што е особено важна и мораме да признаеме дека се забележуваат одредени напори пред се во судството да се подобри таа комуникација. Се уште е недоволна, меѓутоа јас како еден позитивен пример би ја истакнал пресудата, објавувањето, јавното објавување на пресудата во случајот во Велес, каде што се работеше за убиство на МИК, во присторување на Семјо Нацасов, во кое што претседателот на Советот прочита и образложи на јавноста не со цитирање на членови, не со непотребни, долги, неразбирливи правни реченици за јавноста, туку на еден јасен, разбирлив јазик на јавноста и го објасни концептот на нужна одбрана, кои се елементите на нужна одбрана и зошто во конкретниот случај смета дека се исполнети законските елементи да пресуди така како што пресуди. Комуникацијата со јавноста е особено важна. Меѓутоа, во однос на довербата исто така важно е системот на одговорност. Јавноста мора да има доверба во системот на одговорноста, како на судиите, така и на јавните обвинители. Доколку вие сте сведоци дека постојат одредени индиции на несовесно постапување и тие индиции не завршуваат со соодветна постапка во која што јавноста ќе биде убедена со аргументи и со факти зошто одредено лице не е разрешено или е разрешено, во таа ситуација проблемот со довербата за жал продолжува. Судството и обвинителството се одвоени од извршната и законодавна власт и велите дека јавноста треба да има доверба и во судиите и во обвинителите, но треба да има доверба и во политички избраните функционери. Како јавноста да гради доверба кон судиите и обвинителите, кога условно кажано оној кој треба да го промовира, да ја промовира реформата во правосудството и од него да поаѓа се, зборувам за министерот за правда, прави етички во најмала рака прекршок, оди на трошок на Фудбалската федерација на Македонија на надпревар во Палермо, потоа 10 дена крие, не се објаснува случајот за на крај да го отфрли укорот што го добива од вице-премиерката за добро владење и да каже дека не чувствува никаква одговорност. Како вие како граѓански асоцијации кои ја следите правдата во оваа земја го коментирате тоа, однесувањето на министерот за правда Топанчевски конкретно? Сеопфатно носителите на извршната власт мора строго да се придржуваат. Ова е инаку и во претходниот период имаше случаеви и тој мислам прво и особено важно е припадниците на извршната власт, представниците, носителите на функции да се воздржат од коментирање, навлегување или на било кој начин во оној домен што се вика независност на судството. Па да, независни на судството беа на трибина заедно со обвинителка, виша обвинителка и со судија од... Значи, во однос на тој дел, неопходно е навистина да се внимава, да не се доведе во никакво прашање односот во кој што овие две гранки на власта се целосно одвоени. Во однос на конкретниот случај, неопходно е целосно да се придружуваат кон оној етички кодекс. Значи, не би можел да навлегувам во конкретниот случај затоа што наистина не ми се познати управните прописи во однос на етичките обврски на министрите и на носителите на јавни функции, меѓутоа важно е доследна примена до нив. Затоа што дури и хипотетички во конкретниот случај да немала некаква значителна последица, меѓутоа одекот во јавноста е сосема доволен за, особено сега во време на социјални мрежи, кога што е информација, што е дезинформација, разликата е замаглена, сосема доволно за да се повторно влијае да се сруши довербата во... И признанието на Тупанчевски беше дека сам си го платил ноќевањето таму, а бил на трошок на патувањето и билетот за влез на надпреварот биле на трошок на Фудбалската федерација на Македонија. Дали е тоа олеснителна околност?
Не би можеле да коментираме затоа што навистина во однос на оној дел што се нарекува етичка обврска, етичката одговорност е многу важна. Значи правото и етиката се меѓусебно поврзани и се надоградуваат. Неопходно е да се гради тоа и како што спомнав, има негативно влијание затоа што јавноста, зборуваме за лаичката јавност, каде што не им се доволно јасни разграниченоста на властите и слично, доволно е што министрите така прават, што можеме да замислиме за судиите и за другото. Така да таа севкупно влијание треба да се внимава. Затоа што вие може да спроведете многу реформи, меѓутоа едно вакво дејство е сосема доволно за да... Затоа прашувам, не треба да биде оправдување во пошироката јавност, искрадоа милиони, сега за Тупанчевски ли се фативте затоа што заминал на... Тој треба да промовира етика и стандарди. Тука е повторно и проблемот со комуникацијата, бидејќи како што кажавте, не станува збор за некој страшен прекршок или страшно поведение направено од страна на министерот, меѓутоа проблемите настанаа со сета комуникација со јавноста која што министерот ја имаше отпосле, што уште еднаш укажува на фактот дека институциите кај нас немаат доволно онаква институционална меморија, независно дали станува збор за извршната власт, судската или законодавната, немаат некој искуство и воспоставена пракса за комуникација со јавноста и унапредување на таа комуникација. Се прават некои напори, меѓутоа тие напори повеќе се некаков индивидуален труд на поединци во системот, отколку некаква системска намера за да се унапреди. Не сме биле сведоци, извинете, на лице носител на јавна функција која што кога ќе се соочи со некој ваков проблем, ќе излезе пред јавноста и ќе каже, извинете, направив погрешна проценка, се надевам дека ова ќе се потрудам да не се случува во иднини. То мислам дека последните 30 години јас барем не можам да се сетам дека е таква изјава. А за разлика во држави каде што толк период имат изградени системи со освободењето на правото и одговорност, е најнормално кога некој ќе направи некаква грешка да излезе и да го признае тоа на некој начин. И тоа влијае позитивно на како јавноста гледа на... Како граѓански асоцијации и платформи кои ги следите судските процеси во земјава и се она што не чини и што е неправда, имате ли сознание, например, дали и докаде е судскиот процес за пожарот во ковид болницата во кој изгореа живи пациенти болни? Што се случува со тој предмет? Не би можел да кажам, не... Тоа што го имаме како информација е, нели, се чека превод да извештаат, навистина можеби немам информации доволно во однос на тоа, меѓутоа тоа е уште еден случај како на еден таков на такво тешко дело во кое што живи изгореа пациенти од ковид кои што се во болницата за да се лечат, ние не можеме да најдеме соодветен одговор. И онаа изјавата која што беше пак за комуникацијата, значи изјавата на обвинителството за продолжениот кабел, па тоа подошто на социјалните мрежи беше предмет на разни иронични коментари, саркастични, навистина говори многу. Значи мора да има одговорност јасна, идентификувана како дошло до целата таа. Ама повторно се враќаме наназад. Ние немавме соодветна разрешеница за многу клучни. Значи мислам дека вчера се наврши 10 години од Монструм, делото кај Монструм. Самата процедура во однос на делото на Монструм, изјавите на одредени политичари дека ќе откријат вистината, за на крај вистината да испадне да не се открие на некој начин во јавноста. Повторениот судски процес во кој не се верува. Толку имаше, затоа што имавте изјави вие од политичари, носители на извршна власт дека јас имаме други информации кои што дека невини луѓе лежат во затвор. И сега кога имате таква ситуација и се повторува и со ласкарци со брекајката и особено ова што се случи во Тетово, навистина јас тука гледам одговорноста во и ќе посочам во јавното обвинителство. Јавното обвинителство е должно, тоа си е самостоен државен орган кој што ги гони сторителите да се избори за некакво да се избори да заслужи својата доверба на начин на кој што ќе даде одговор на севкупните прашања кои што се отворија во однос на болницата и во однос на изработката и во однос на дали биле задоволени стандардите и во однос на дали целиот објект бил со технички приеми или не. Значи тука имавме многу ние информации кои што не ги знаевме кои се. И јавност има право да праша, а особено кога толку лица ќе настрадаат во една таква
незамислива несреќа во која што се случи. Да, и додека сакате се надоврзете нешто во однос на сакам, да, во однос на Нова Гоца што го кажа, специјалното јавно обвинителство направи многу добра пракса на комуникација на обвинителството со јавност. Имаше редовни брифинзи со новинари, ги објавува обвинителните акти кои што ги поднесува до судовите, дава редовни информации за текот на истрагите, превземени действија и така натаму. Таа пракса не беше превземена од страна на редовните обвинителства и до ден денешен тие фактички ја користат тајноста на постапката за да даваат само минимални информации или воопшто да не даваат информации. Добро, да не ја сведеме дебатава сега на дека се е во погрешна комуникација. Имаме проблем базичен кај што е правдата под истрага, односно се бара трошка правда повеќе на секое ниво. Токму во времето кога министерот Тупанчевски, обвинителката Фетаи и судијата од Кавадаречкиот суд беа на трибините на надпреварот, американската амбасадорка кажа дека Соединетите американски држави имаат вложено многу во реформите во правосудството во Македонија и очекуваат видливи резултати, а не мртво слово на хартија. И во таа насока повторно беа упатени истите забелешки. Не знам, на времето се укажуваше на сериозни забелешки во начинот на изборот на суди и јавни обвинители, потоа за независноста, спомнавте нискиот буџет на судството. Кои се другите клучни проблеми кои мора да се сменат од корен за да тргне работата на подобро? Функционален систем на одговорност, дисциплинска одговорност. Знаете, ние можеме да се водиме цело време и ги добиваме овие пораки, не се први од меѓународната заедница и од нашите стратешки партнери. Ние во последните 5-6 години ги добиваме континуирано. И директно, меѓутоа индиректно на суптилен начин. Она кое што е неопходно е системот на одговорност во рамки на судството и во рамки на обвинителството целосно да се воспостави, да функционира. Понатаму, извршната власт мора да се го изврши, да комплетира својата домашна задача. Буџетот на судовите и ресурсите се нешто кое што до некаде оправдано се смета за причина и за одредени состојби. Меѓутоа, тоа не е се. Неспорно е дека треба да се зајакнат човечките капацитети, организацијски, IT и слично. Меѓутоа, системот на одговорност тука е неопходно да се работи. Особено сега, пошто има одредено поместување во рамки на судовите, меѓутоа кај јавните обвинителства за жал се уште немаме транспарентен систем на утврдување на одговорност. Особено сега имавме неколку ситуации во однос до вербата, извинете, уште ова сакав да го спомнам. Нашиот систем сега на кривична постапка, јавниот обвинител е оној доминус литис, оној тој кој што одлучува дали ќе има обвиненија за кои што се гони по службена должност или не. Ние имавме неколку случаеви во однос на кривични дела против здравјето на луѓето од лекарски грешки, кои што беа експонирани во јавност и за кои што беа поднесени кривични пријави, меѓутоа тие кривични пријави беа завршија на начин на кој што не беше отворена никаква истражна постапка и лицата беа оставени без соодветно можност пред суд да си ги бранат, иако постоја одредени докази. Во такви ситуации јавното обвинителство, особено повисоките хиерархиски, вишото и јавниот обвинител, треба сериозно да ги разгледаат тие предмети, тие имаат овластување за тоа, затоа што тие се тие предмети кои што на крај излегуваат во јавност и тие предмети во јавноста влијаат јавноста да нема воопшто никаква доверба кај нив. Коцевски вели треба да градиме систем на одговорност. Дали е тоа можно во услови кога имаме толку висок степен на корупција во сите пори на општеството што е доведено во прашање и самото негово опстојување. Државата е како никогаш досега заплеткана во корупција и навистина се доведува во прашање незиното натамошно постоење и функционирање. Поради тоа и веројатно она не доверува во институциите и самата шефица на обвинителството за гонење на организиран криминал Русковска вели има многу корупција, од сите страни стигнуваат пријави. Како да излеземе од тој лавиринт? Тоа е само причина плюс за да се почне веднаш и сериозно да се работи на ваквите проблеми и на унапредување на состојбите. И секако чинителите во сите сфери мора да бидат и малку самокритични и да работат и на сопственото унапредување. Бидејќи доколку ги разгледате вака
доколку се соочите со оние системски проблеми кои што ги имаат и судиите и јавните обвинители и слично, тие секогаш ќе најдат начин како да се оградат од одговорноста дека нив рацете им се врзани и дека нема што повеќе можат да направат во однос на тоа. Меѓутоа факт е дека не постапуваат доволно објективно и само критично кога станува збор за ваквите работи, бидејќи еден пример само ќе кажам, оние модалитети кои што ги донесе адверсаријалната постапка која што беше воведена 2013 година во кривичната постапка и 2015 година во парничните постапки, некои финеси како што се давање на воведни говори, вкрстено испрашување, образлагање на одлуките, пресудите и слично, се уште правните практичари имаат проблеми со совладување на тие меки вештини во судниците, иако се воведени пред 7, односно речиси 10 години, што е доволен период за практичарите да се навикнат на новите механизми. Да почнеме веднаш, но дали не достига политичка волја? Каде е коренот на проблемот? Зошто имаме само празни зборови на хартија по толку многу спроведени реформи, а работата во пракса е се полоша? Горан, дека ти го даде одговорот на целото прашање. Значи, во прашање во политичка волја. Таа политичка волја еве на еден пластичен пример. Значи, од август во собранието се заглавени неколку клучни закони. Еве, значи, како еден од законите ќе го спомнам измените на кривичниот законник во однос на заштитата на жртви на родово базирано наследство. Тоа е од август во собрание. Собранието воопшто, дали мислам дека сега е на прво читање и не се вложува во тоа. И тоа укажува на политичките елити кои што се представени во собранието колку се важни суштински реформи во судството. Понатаму, проблематиката со изборот на членови на Уставниот суд. Уставниот суд не смееме да го заборавиме во однос на затоа што тој е ултимативен чувар на уставноста и на законитоста на работењето. Уставниот суд за некој месец ќе остане без можност за работа. Политичкиот систем таков како што е воспоставен, во кој што ние имаме модел на консоцијална демократија во кој што нели имаме два политички блока, за жал етнички, кои што победниците од двата политички блока прават коалиција, за жал не доведуваат до ситуација да не може да немаме собрание кој што ќе биде суштински контролор на извршната власт. И секога немате вие собрание кој што е контролор на извршната власт е прилично може да се чувствува удобно во своите односи. Тука е коренот, сега за да имаме политичка одговорност, неопходно е начинот на кој што луѓето ја даваат нивната поддршка, затоа што на крај луѓето гласат на избори, тоа да го артикулираат во нивните партиски организации, да не звучи многу идеално, меѓутоа тоа е начинот. Нема друг начин како општеството да созрее дека корупцијата не е начин, дека корупцијата сите не врзува, ни го ограничува економските можности, ни ги ограничува, влијае на онај демографска катастрофа која што пописот сега впрочем ни ја кажа. И тука е делот. Едноставно мора во рамките на политичките партии да се реформираат и вредностите во однос на водење на право да бидат суштински, а не бидат само деклараторни на настани, на говори да се колку сме непосветни. Може треба во пракса. Само би се надоврзал на ова. Кога станува збор за политичката волја, пак ќе се навратам на буџетот, таа може најлесно да се види преку буџетот за судовите и обвинителствата. Буџетот кој што тие го имаат е дупло помал од законски предвидениот минимум. Доколку извршната власт и законодавната власт не направат обиди да го обезбедат законски минималниот буџет, тешко може да кажеме дека станува збор за било каква политичка волја или било какви суштински напори за унапредување на судската власт. Дали можеби ни треба налик нешто на Лаура Ковеси, шефицата на Европското обвинителство за борба против корупцијата, инаку за пошироката јавност романска обвинителка која стана европска икона на борбата, бидејќи под нејзино водство во Романија нели беа спроведени истраги против стотици поранешни судии, обвинители, градоначалници, пратеници, министри за главија, па дури еден премиер беше гонет под нејзина палка. Или тоа нема да помогне кај нас, бидејќи имавме нешто налик ние со Катица Јанева, па тоа пукна како меур од сапуница и беше уште поголемо разочарување од претходно. Вообичаено таквите адхок решенија се непосакувани и од праксата што имаме увидено до сега, ваквите адхок трибунали, обвинителство и слично, ретко кога го даваат посакуваниот резултат. Примерот што го кажавте е еден од ретките, ако не е единствениот позитивен пример
кој што има дадено некаков соодветен исход на... Имаше порано една Моника Маковеј, ако добро Исто се роман, сеќавам, така да. Да. Исто романка, Роман. исто Ама тоа е дел горе, значи концептот да ад хок е, меѓутоа во одредени околности може да се оправда, како на општество кое што 30 години е заглибено во корупција. Супер би било такво решение, меѓутоа да има стручноста, да го има интегритетот и да има храброста. За жал, нашиот експеримент со специјалното јавно обвинителство гледавме како заврши и затоа мислам дека и општеството можеби не би било така подражувачки како што беше на почетокот со маичките кои што се носеа СЈО. Значи, у принцип мислам дека имаме јавноста станува дефетистичка во однос на ова и неопходно е како беше да се изнајде некој од лицата и навистина мислам ако покаже храброст дека јавноста ќе застане за такво лице. Меѓутоа тоа лице треба да биде исклучиво од тука. Нели имаше некој као муабети за меѓународен одстранство да ни дое некој, меѓутоа тоа си го целосно да рушиме суверенитетот наш како држава. Значи неопходно е пак од кај нас да дојде решението. Аврамски Коцевски, благодарам многу за гостувањето во утринската. Се надевам дека придонесовме еден мал дел за освестување како аларм, како апел до граѓаните дека од нас самите зависи како понатаму. Благодарам.